Тоа е најмногу каде што грешат луѓето од никакви навики, лош начин на живот, почнуваат многу строго кон себе и тоа е неодржливо. Значи мора постепено здрави навики чекор по чекор додека се ватиме ред. Ако вие од сабајле се разбудите без енергија, не можете 2-3 часа се разбудите, се уште не функционирате како што треба, значи доаѓате од работа утепани, а вие на работа буквално сте седеле, не сте имале никаква физичка активност, тоа значи дека нешто не е како што треба. Чим телото нема енергија, кога мируваме, мускулатурата паѓа едноставно, дека не ја користиме и мускулатурата ствари ги држи сите зглобови и коски заедно. Повеќето ми кажуваат не можам на сабајле да јадам, немам апетит. Кога ќе го одложиме до ручекот, потоа телото лачи повеќе хормон за глад преку текот на денот и навечер најчесто не стига тоа и јадеме да не сме виделе храна. Тоа ги советувам луѓето постепено да пробуваат да јадат од сабајле, мали доручеци. Протеините нормално сега се популарни во се ставаат протеини, дури во смоки, во чипс, во торти. Јадеме најздравата храна, да речеме, не знам, чија, овес, авокадо, што и да е. Ако внесуваме многу повеќе енергија што ни треба, пак ќе зголемиме телесни масти, но се што е во екстремност исто така не е здраво. Луѓе што држат по 3-4 дена на фастинг без да јадат, тоа е веќе екстремност кој е мачење на телото. Не мора секој ден 10.000 чекори, но да држат некој си просек од 1 час во денот каде што ќе одвоат за пешачење. Најубаво е после секој јадење, но 10 минути малце да се раздвижиме. Добре дојдовте во уште еден Сител подкаст со мене Мими. Во ова денешно издание на подкастот мој денешен гостин е Кирил Стојановски, кој што е фитнес тренер и нутриционист. Добре дојде. Добро ве најдов. Ке зборуваме за една од најактуелните теми, а тоа е фитнесот, вежбањето, гојазноста и така натаму, нешто што нас како нација вака особено не интересира. И зашто мислам дека во последниве години како е променета свеста, дали ти се сложуваш со оваа моја констатација? Да, точно се сложувам. Тоа е така. Според мене највеќе мислам дека е така поради брзиот начин на живот. Нели сите работиме, брзаме да постигнеме се, приватен живот, социјален живот, работа, слободно време, хоби и забораваме на најбитното, тоа е здравјето. И сметам дека треба сите луѓе да се кренат со оваа свест околу здравјето, дека треба да одвојат барем сат време во денот за своето здравје, бидејќи се зависи од здравјето. Кога сме болни, не можеме ништо да правиме. Сакаме да оздравиме, кога сме здрави, па не мислиме воопшто на здравјето. Сметам дека треба малце тоа да се промени. Од една страна гледаме дека кај младите и како свеста е на друго ниво, за разлика од минатото можеби до пред 10 години, кога и не толку се обрнуваше внимание нели за вежбање, за начинот на исхрана и така натаму. Но од друга страна сепак може да се каже дека ние како нација, како држава се соочуваме и се почесто со некои од новите болести, диагнози, состојби, се почести се кај населението, секој од нас има нешто со кое што се соочува и кое што му прави дисбаланс во секојдневието, во функционирањето. Да, тоа е точно. За жал тоа е така, бидејќи луѓето се премалку активни. Поголем дел од денешните работи се со седење, каде што не трошиме буквално енергија, седиме 8 сати или на компјутер или каде што немаме никаква активност и сега тоа треба да се балансира. Нормално 8 часа седење и потоа треба малце час-два активност, вежбање, не мора да биде се професионално вежбање, никој не ги тера луѓето да се професионални вежбачи, но треба да се балансира. И сега бидејќи луѓето не се активни, а имаат навика да јадат повеќе од што треба и тука се креира вишок на енергија која што телото го складира како масти, така нормално функционира качувањето телесна маса и за жал кај нас, поготово Македонија, има добар процент на луѓе кои се гоезни и знаеме дека тоа е еден од најголемите фактори за пореметување на здравјето. Да, и за причините за многу од болестите. Точно. Со кои што сме соочени како нација. И еве кога зборуваме за тоа дека луѓето нели треба да вежбаат, треба да имаат некаква било каква физичка
кој е минимум што треба да се исполни во текот на еден ден за нормален живот. Значи, еве, да не зборуваме дека нешто ќе елиминираме со тоа, нешто ќе си помогнеме многу повеќе, но кој е минимум кој што треба да го има секој човек како физичка активност во текот на денот? Вака, според мене, Пешачење и што и да е. според мене основното движење најлесна тип на вежба, ако може да се каже дека е вежба, е пешачењето. Ги советуваме сите луѓе да пробаат да испешачат барем 1 час во денот. Сега популарно е 10.000 чекори на ден. Не мора секој ден 10.000 чекори, но да држат некој си просек од 1 час во денот, каде што ќе одвојат за пешачење. Не мора да биде тоа од еднашка 1 час. Најубаво е после секој јадење, едно 10 минути малце да се раздвижиме и тоа се 3 јадење по 10 минути, пола час во денот и уште пола час било кога во остатокот на денот. Сега тоа е кој нека основа што не е нешто кој знае што, пак треба плюс нешто да се повежба. 2 до 3 пати во неделата по пола час прави огромна разлика од никакво вежбање. И да, тоа е основата која минимална доза која ја препорачувам на повеќето луѓе, но секако може и повеќе од тоа за подобри резултати. И сега ве, како нутриционист, како човек кој што не случајно е во овој свет, Добро. не дека ти вежбаше многу па стана фитнес тренер, туку сепак имаш и соодветна едукација за сето ова. И како нутриционист би те прашала што е пострашно, што е полошо, ако може да се каже, брзата храна на која што сме веќе навикнати ние секојдневија, или прекумерната храна, па макар и домашно зготвена? Прекомерната храна, значи ако внесуваме многу повеќе што трошиме. Да јадеме најздравата храна, да речеме, не знам, чија, овес, авокадо, што и да е, ако внесуваме многу повеќе енергија што ни треба, пак ќе зголемиме телесни масти и пак ќе бидеме нездрави. А брзата храна не е проблемот од самата храна, туку проблемот е што брзата храна е сладка и не тера многу повеќе да изедеме од што ни треба. Пример, да земеме 100 грама чоколада. Кога ни се случило да отвориме чоколада и да изедеме само еден ред? Никогаш. Ќе го изедеме целото. Истото и со другите типови на брза храна, пица, бургери, и сите тие пецива не тераат од што се сладки многу да изедеме и кај нив тоа е проблемот. Јас како тренер не им забранувам на луѓето да јадат брза храна, бидејќи ако им тргнеш на луѓето се, буквално што уживаат, ќе се осеќаат казнети и нема да издржат ни месец дена на тој режим. Так. И тоа е рецепт за неуспех. Мојот совет е 80% нормална здрава храна и 20% каде што ќе си дозволиме малце така да се опуштиме за психата и за да можеме полесно да издржиме на тој режим кој ја некам да го викам режим, значи како го викам како здрав начин на исхрана, 80 со 20%. Ги спомена сега како еден од здравите продукти кои што нели би требало да важат за здрави и се популарни во последниот период, како чија, како овес, како авокадо или што и да е, колку е тоа навистина здраво, со оглед на тоа дека тие нешта не потекнуваат од нашето поднебје, или пак е можеби маркетинг, бидејќи буквално денес на секој ќоша може да кажеме дека сретнуваме по некое здраво место каде што може да се купи некој здрав оброк и така натаму и така натаму. Како да воспоставиме ред во сето тоа, што е навистина здраво, доколку е навистина здраво и дали е единствениот начин до успех? Да, вака. Има многу дебати околу исхраната. Храната ни служи само за нутриенти и за микронутриенти, значи протеини, јаглехидрати, масти, витамини, минерали, работи кои што му требаат на телото за нормална функција. И тоа е тоа. Сега тие нормални здрави намирници кои се популарни денеска, стварно се здрави и му користат на телото, но секоја храна си има одредена здрава доза, колку треба да се внесе, колку е многу, колку е малку. И сега еве чијата да земеме, таа има растителни влакна кои се многу важни за здравјето, кои споруваат дигестија, споруваат пуштање на глукозата
не заситуваат повеќе и убаво да се внесат поготово во доручек за да не држи сити што е можно подолго. Авокадото има здрави масти кои се исто важни за нормална функција. Протеините нормално сега се популарни во се ставаат протеини, дури во смоки, во чипс, во торти. И сега протеините се уште асоцираат на мускули, на билдери, но протеините се буквално една од најважните состојки за телото после вода и воздух и не се само за мускули, тие се за кожа, за коса, за крв, за сите органи, за да се буквално да функционира како што треба во телото. Така. Ајде само малку ќе навлеземе по суштински на темата, бидејќи ти не само што се разбираш од нутриционизам, си фитнес тренер кој што прави персонализирани тренинзи со луѓето, буквално им се посветуваш на секој ден посебно и во зависност од тоа што им треба и како им треба. Се почесто слушаме дека луѓето се соочуваат со некој хормонален дисбаланс. Се почесто е инсулинската резистенција. Така. Како прво, еве да за да бидеме појасни за сите кои што ќе следат овој подкаст, прво како да забележиме дека кај себе имаме некој проблем, покрај тоа што нели ќе ги направиме сите крвни анализи и така натаму, проверки, за да знаеме дека треба нешто и е конечно време да почнеме со некаква спортска активност, со вежбање. Вака, нивото на енергија. Нормален човек треба да има добро ниво на енергија едно 10 часа во денот. Значи, ако вие од сабајле се разбудите без енергија, поспани, не можете 2-3 часа да се разбудите, се уште не функционира како што треба и тоа се случува секојдневно, значи доаѓате од работа утепани, а вие на работа буквално сте седеле, не сте имале никаква физичка активност. Тоа значи дека нешто не е како што треба. Чим телото нема енергија, нешто не функционира како што треба. И сега има и други работи, пример, после јадење се осеќате одма поспано, паѓа енергијата, паѓа притисокот. Исто тука доаѓаат и психички проблеми како депресија, анксиозност. Телото ви дава знаци дека нешто не е како што треба. Тоа се алармите кои што треба да ги препозна. Тие се алармите, да, и сега телото е многу комплицирано, можеби тоа е поради некоја друга причина, не мора да значи дека имате некој проблем тоа што збориме. Така да тие крвни слики и анализи се окей, но според мене мислам дека тоа енергијата основно нешто што ви кажува дека нешто не е како што треба. Со какви типови на луѓе најчесто ти работиш и колку се покажало еве дека тоа во втор дел од прашањето, односно од одговорот твој ќе биде во колкав дел се покажало дека со самата физичка активност може да се надмина таквите состојби или да се стават под контрола и да бидат решение наместо медикаменти. Да. Вака, јас работам со луѓе, нормални луѓе кои се во работни односи, се работат, си имаат нормално фамилии, не се професионални спортисти или рекреативци кои се на висок степен. Најчесто доаѓаат со гојазност. Повеќето од нив имаат, да речем, проблеми со инсулинска резистенција или диабетес тип 2. И сега ја полека почнам со нив да работам структурирано, значи им воведувам здрави навики, полека да се фатат ред со вежбање, со исхрана, со пешачење, со спиење. Спиењето исто многу важно, никој не го збори тоа. Колку часа спиење? Па минимум 7 часа. Се испод тоа веќе не функционираме наредниот ден како што треба. Тоа е премногу важно спиењето, се регенерира додека спиеме. И тоа е тоа на почеток да се фатат ред и потоа иде напреднување со вежбање, менување телесна структура, намалување масти, зголемување мускулна маса и така. Така, и колку тоа им помогнало и во колкав е процесот всушност за да дојдат да постигнат некој баланс кај себе? Еве ги спомена луѓето со диабет тип 2, луѓе кои што имаат инсулинска резистенција и така натаму, колку е потребно време? Знаеме дека е многу актуелно тоа како да кажем сезонско вежбање или кампањско вежбање, како и да го кажеме.
Се зависи од човекот. Повеќето луѓе сакаат брзи експресни резултати, што не се реални, поготово кај некој што има таква болест како што е диабет тип 2. Според мене 3 месеци минимум додека си фатат ред со вежбање, со храна, со спиење, да го стават се тоа во својот распоред, во дневен распоред, пошто луѓето доаѓаат мотивирани, ќе вежбам секој ден ќе пазам на храна, ќе пробаат недела 2 и после сваќаат дека малце губат од слободното време кое го имале преходно, но они не сваќаат дека тоа слободно време го даваат за нешто што е најдобро за нив, за здравјето. И сега ќе почнат полека, повеќето луѓе почнуваат полека да ескивираат, не можам денеска после работа кидам со колегите на состанок во кафана, ми го имаат буквално тоа кажано, што нема врска во кафана си за јадење и за пиење. И почнуваат исто да ескивираат со други изговори, но пак ќе кажам се до луѓето, имам вежбачи кои буквално сериозно си го сваќаат тоа, имаат одлични резултати. И сега спомнаме луѓе со инсулинска резистенција и диабет тип 2 треба барем 6 до 9 месеци посветено за да се видат убави резултати. И сум имал резултати каде што инсулинската резистенција целосно се повлекува, значи веќе нема. Диабет тип 2 иде малце поспоро, но и тоа може целосно да се повлече, да се реврсне, кој што се вика. Така да пак многу зависи од човекот колку сака да постигне резултати и колку е решен тоа да го постигне. Да, и кога сме кај ова, дали има контрапродуктивни вежби токму за овие луѓе, затоа што има многу случаи каде што луѓе со вакви состојби, да речам, им се слушувало, не успевале да го поднесат самиот тренинг, им се создавале дополнителни проблеми затоа што вежбале. Да, тоа се случува ако почнат нагло да вежбаат со поголеми килажи или каде што вложуваат многу напор, кај нив мора многу полека да се почне, значи мали чекори, те мали чекори полека, како еве сега некој старец прв пат иде на водно, не може он за пола час да го качи водно, треба најлесната стаза, најспоро што може и полека од недела 2 месец 2 ќе почне по сериозни стази, додека не стигне до некој ниво, но сега ќе му треба многу поголем период. Тоа исто и со таквите вежбачи, значи минимални килажи, најлесни вежби, најважното е да се редовни. Значи не е толку важно денеска да дадат се од себе, па 3 дена да не можат од кревет да станат, тоа е исто контрапродуктивно. Значи лесен тренинг, но редовен тренинг. Истото и со исхраната. Значи мали промени кои на долг период значат многу. Многу е популарно исто така и типови на режими, нели, условно да кажам, како фастингот, колку е тоа здраво и колку е тоа навистина потребно. Сме слушале разноразни студии дека треба некогаш телото да го испостиме, односно да направиме нели некоја рестрикција во поглед на храната, не само повеќе часово, дори некој да по неколку дена да едноставно бидат на вода и на течности, колку е тоа навистина здраво? Добро. Или пак фастингот, контрапродуктивно? Да, фастингот најпопуларниот 16 часа нејадење, со 8 часа јадење, добра алатка ако сакаме да се ограничиме колку да јадеме во денот. Но резултатите кои ги дава фастингот пак доаѓаат поради тоа што се ограничуваме со прозорец кај што имаме 8 часа да јадеме, но ако ние не сме во калориски дефицит, пак нема да ги имаме ти резултати. Само да се извинам, вода да се напијам. Слободно, да. Па токму и тоа е веројатно и целта да се ограничат калориите, внесот на калориите, затоа што ако ние во тие 8 часа не престанеме да јадеме, тоа е залудно е што ги правиме оние 16 часа посте. Да, сите тие здрави ефекти кои кажуваат дека доаѓаат од постењето, доаѓаат од калорискиот дефицит. Значи, кога сме во калориски дефицит, телото почнува да користи тие наталожени масни наслаги како енергија, бидејќи не му внесуваме доволно енергија од храна и така функционира слабењето.
Но се што е во екстремност исто така не е здраво. Луѓе што држат по 3-4 дена фастинг без да јадат, тоа е веќе екстремност која е мачење на телото. Каде што телото лачи стрес хормони и во катаболична состојба каде што веќе поштува и своите здрави ткива да си ги јаде како мускулите за да добие аминокиселини. И тоа веќе не е здраво. И како еве да знаеме кој тип на режим или исхрана е соодветен за кого? Добро. Како тоа да го разграничиме? Па вака, Како да знам дека ја за мене не е фастингот, да речем. Вака, ако имате проблеми со премногу јадење, да речем навечер, може да пробате, значи му викам на секој човек, пробај, види дали ќе ти одговара, бидејќи секој човек си има различен тип на живот, Така. Индивидуално. Тоа пробам кај клиентите, да видам што најдобро функционира кај нив, бидејќи секој човек е различен. Ако нешто функционира кај мене, не значи дека ќе функционира кај вас или обратно. Значи, таму мора индивидуализација, за да видиме како најлесно ќе стигне некој до калориски дефицит или како најлесно ќе ги вметнува тренинзите во својот ден. И што се тоа. подразбира по тоа? Еве, јас сега од утре почнувам со тебе да вештам, така? Ти ќе ме водиш кон целиот тој процес. Што е потребно да направам? Да направам некакви анализи, мерења, што е суштински за да знаеш од каде еве да тргнеш, за да знаеш со каков тип на човек треба да тренира. Секогаш на почеток правиме неколку тренинзи каде што ја ќе видам во каква физичка состојба сте. Обично луѓето кои имаат, да речеме, инсулинска резистенција, диабет тип 2, многу пати биле на доктор, веќе и примаат некоја терапија, имаат крвни анализи и се тоа ќе прочитам, но јас како фитнес тренер не ќе да се мешам во работата на докторите. Они си се наложни за тоа, за терапија, и не се мешам, им викам на клиентите како ви вика докторот така. И сега им давам повеќе рецепти на луѓето кои се балансирани и се вака доручек, ручек, вечера, и секој оброк е балансиран со протеини, јаглехидрати, масти. И им кажувам, види разгледа од тоа што ти одговара, што не ти одговара, кажи ми, ако сакаш плюс нешто ќе додадеме, ќе тргнеме. И недела 2 пробен период каде што они пробуваат се. Што највеќе им одговара, како им одговара, и со комуникација со мене и со клиентот наоѓаме начин како најлесно да продолжиме како нив највеќе им одговара. Така. Ги спомена јаглехидратите и колку е тоа мит или можеби вистина дека тие се еден од главните причинители за дебелење кај луѓето, затоа што се популарно е и не само фастингот, туку и кето исхраната и така натаму и така натаму, но колку е тоа навистина здрав начин на исхрана? Колку се неопходни или пак навистина можеме без јаглехидрати? Во пракса и во теорија нормално можеме без јаглехидрати, но не значи дека не треба да ги јадеме. Јаглехидратите се потребни за човекот, буквално телото енергија црпи од глукоза, од шеќер. И сега зависи која е активноста. Ако некој живее седентарен начин на живот со лесна активност како пешачење, планинарење, не му треба него многу јаглехидрати во денот. А ако е некој спортист или некој што сериозно си го сваќа вежбањето, му требаат јаглехидрати повеќе. Значи пак тоа се индивидуално до човекот, но јаглехидратите не дебелеат, дебеле вишок енергија. Значи ние можеме денеска да држиме кето исхрана. Ако внесуваме повеќе енергија од што ни треба, таа вишок енергија нема кај да оди, пак ќе се наталожи во телесните масти. Така да се зависи од внесот на потрошено и внесено. Веројатно и изворот на јаглехидрати, од кој тип на јаглехидратица, затоа што имаме во се нешто. Да, па има прости и сложени јаглехидрати. Простите јаглехидрати се обичните шеќери, како што знаеме, обичен бел шеќер, некој шеќер од овошје и се тоа. Сложените се кои доаѓаат повеќе од житарки, мешанки и такви работи. И сега сложените поспоро се разложуваат, поспоро влегуваат во крв, но пак 1 грам јаглехидрати, дали е шеќер, дали е посложен јаглехидрат, пак има 4 калории. На крај се сведува до
до калориите. Сега нормално прости шекери треба да ограничиме бидејќи во голема количина не се здрави за нас. Али како што кажав се до дозата, значи нема здраво нездраво, се колку му треба на секој човек во зависност од колку е активен. Тебе како фитнес тренер и нутриционист, што е оно што најмногу те нервира или ти пречи од сите овие митови за типови на исхрана кои што се актуелни и популарни, што е оно што највеќе вака те нервира кога ќе слушнеш дека е тренд и дека е се позастапено? Највеќе ме нервираат тие екстремни диети кои што буквално ги казнуваат луѓето, ја спомнате кето диетата. Не сум фан на незе, бидејќи според мене не е ни здрава. Но некои многу луѓе ослабнале со кето диета и без разлика каква диета внесувате, ако ослабнете, тоа е веќе пак здраво за вас, бидејќи како што спомнаме глазноста е многу нездрава, но што потоа? Сме ослабнале на кето диета и веќе не ќе ме тоа догаѓаме, сме ослабнале, што потоа ќе правиме? Пак ќе се вратиме на старите навики и буквално 90% од луѓето кои ослабнале со таква рестриктивна диета после некој месец пак се ги вратиле килограмите. Јојо ефект. Да, јојо ефект. И тоа најмногу ме нервира кај сите луѓе буквално работат со своите клиенти, ќе ги стават на нека строга диета, ќе ги останат, ќе ги сликаат на Инстаграм и јака трансформација и го гледаш клиентот после пола година пак е иско што бил претходно. И не сме постигнале ништо. Значи јас им кажам на луѓето, немам ја свој режим на исхрана, значи мораш тоа и тоа да јадеш. Тука е многу флексибилен, им давам слобода на луѓето што сакаат да јадат, не се да јадат бурек нормално секој ден, но тоа што сакаат да го јадат го правам да одговара и на нивното здравје, на нивната цел и они фактички кога ќе завршат, да речем, кога ќе завршат соработка со мене после пола година, нормално не се сите вечни клиенти, кога ќе завршат веќе знаат како да се хранат. И они да речем ослабнале, си продолжуваат со тоа како секојдневни навики и се остануваат фит нормално. И вака имаш некои примери твои лични, нели, со клиенти со кои што се соработува, кои што по соработката со тебе успеале да го одржат тој баланс, тоа ниво на тежина? Да, повеќето клиенти кога ќе работат повеќе од пола година со мене веќе знаат како да се хранат и се тоа и остануваат нормално фит, веќе им влегло и вежбањето и се тоа во дневните навики, така да што сум сигурен дека никогаш пак нема да се вратат на старото ниво. Бидејќи знаат едноставно како функционира телото, дека не мора да сме строги кон себе. Тоа е најмногу каде што грешат луѓето од никакви навики, значи лош начин на живот, почнуваат многу строго кон себе и тоа е неодржливо. Значи мора постепено здрави навики чекор по чекор додека се ватиме ред. Да. Има ли, например, типови на луѓе кои што строго не смеат да имаат физичка активност и кои се тие, например, доколку јас се соочувам со нека одредена, да речеме, дисхернија, која што ми создава проблеми и така натаму, која што се уште не е за преку операција да се решава и така натаму, смеам или не смеам да вежбам? Не смеете, морате да вежбате. Значи, ако не е за операција, морате да вежбате или операција или вежбање, нема трето. Значи, мирувањето е најлошо. Кога мируваме, мускулатурата паѓа едноставно, дека не ја користиме и мускулатурата ствари ги држи сите зглобови и коски заедно. Ако нема што да ги држи тие зглобови, страдаат. Целиот притисок од стоење, од движење, од седење паѓаат на тие зглобови и се јавува болка. Значи, пак морате постепено да почнете со специјални вежби додека осетите дека тој дел почнува да се решава, болката е полесна и морате да почнете со вежби за закнување. Значи тоа е или операција, ако не сте за операција морате да вежбате. Да, и што е, например, попрепорачливо, кардио вежбањето или друг тип на вежби, тежински вежби, какви вежби? Тежински вежби обавезно, но постепено. Со најлесни килажи, со текчење од кило 2 вежби со сопствена килажа, некои такви лесни вежби на земја и потоа постепено почнуваме да ставаме килажи. Едноставно тежинскиот тренинг според мене треба сите да го практикуваме за здравје, за
мускули за долговечност, буквално кажете една придобивка што мислите дека има вежбањето, тоа има тежинскиот тренинг. Ама јас имам впечаток дека некако сите се ориентираат повеќе на кардио вежбите. Дека мислам дека од таму ќе извлечат поголеми резултати или? Да, луѓето тоа ги интересира, повеќето луѓе што вежбаат сакаат да ослабнат и се кардиото реално троши повеќе додека вежбаме од тежинскиот тренинг, но тоа не е целата слика. Самиот тежински тренинг нормално прави зголемување на мускулна маса. Мускулната маса го убрзува метаболизмот. Трошиме повеќе калории додека седиме, додека спиеме, додека правиме било каква активност. И сега кардиото исто многу важно за здравјето. Според мене треба да се комбинира тежински тренинг со кардио тренинг. Се си има своји придобивки и за здравје, и за изглед, за слабење, за одржување некој ниво веќе ако сме го постигнале. Некако го потенцираме бидејќи можеби еве како нација важиме за малку поgoјазна луѓе кои што се сочуваме повеќе со гојазност отколку со нешто друго, но не би се сложила нели до крај во целост бидејќи имаме луѓе кои што се сочуваат и со тоа да не може да качат килажа, односно да се малку здебелат. Да. И како се решава тој проблем? Да, принципот е сличен бидејќи и кај нив не можеш нормално да им речеш земи јади по 3000 калории на ден, тоа е 2200-300 внесува, значи мали промени каде што ќе почнат полека да се ги вметнуваат во дневната шема. Исто, редовно со тренинзи, кај нив треба многу повеќе тежински тренинзи отколку кардио тренинзи. И тоа е трпение, редовност, јадење, вежбање, спиење, најосновните работи, ако ги прават како што треба и си дадат период, ќе имаат одлични резултати. Работа ми со такви клиенти. Тоа е исто проблем како и со гојазноста. Имаат ист проблем идентично. Да, скроз различна страна на спектрумот. Али реално пак истите принципи работа, значи основните работи, вежбање, спиење, јадење, секако што треба. Днес еден ден секако што треба на 100%, друг ден 30%, туку 70-80% секој ден. Кај луѓето најголемиот проблем е викендот, без разлика дали сакаат да ослабнат или да зголемат маса. Од понеделник до четврток прават секако што треба, чим дојде петок, сабота, недела, забораваат на се опуштаат и тоа 3 дена од 7 дена веќе скоро пола од неделата буквално го губиме целиот напредок. Некако го наметна со овој прашање следно дека можеби се преоптеретени вака психички во текот на неделата, па им треба малку бегство од се што значи реалност, а тоа е и работа, и вежбање, и се она што им создава на некој начин притисок. Колку е важен тренингот и за сузбивање на стресот? Се позастапане, буквално нема човек веќе кој што не живее под стрес, да речам и секојдневно, да е под стрес. Многу е важен, го кажам тоа на сите луѓе. И дали може да се надмине еве тоа? Не се случило некој да се осеќа психички лошо, изнервиран од работа, да направи тренинг и после тоа да се осеќа полошо. Значи буквално сите луѓе ми имаат кажано денеска колку се осеќав крш, ми изнервиран на работа, али после тренингов многу побаво се осеќам. Значи многу голем стрес релиф е тренингот, тоа им го кажам на сите луѓе. Без разлика што ви се случува во животот, сите имаме стрес. На тренинг едноставно одиме и го вадиме тој стрес од нас. Значи не се случило некој да дојде подгорен стрес на тренинг и после тоа да го има истото ниво на стрес. Буквално го вади стресот. Болести, веројатно на тој начин би се спасили од тивок убиец буквално. Можеме да видиме целосно здрави, да изгледаме убаво, а стресот да не убива внатре без да приметиме. Што е популарно кај женските или кај машките, како и да е? Што вежбаат најмногу? Кој дел од телот? Те прашувам бидејќи се следат трендови, тоа е неминовно. Да, дефинитивно. Младите, сите генерации одат кон следење на трендови, повеќе отколку вистински да сватат суштината од физичката активност. Да, тоа е исто голем проблем кај луѓето што повеќе гледаат да се во тренд, во шема, да гледаат другите луѓе да ги видат дека прават нешто, дека вежбаат, дека прават нешто за себе. Еве мажите повеќе сакаат горен дел, нормално, гради, рамо, бицепс, грб. Женските повеќе вежбаат долен дел, повеќе вежбаат кардио.
и се е тоа окей, но не е само битно да влеземе во теретана, да извежбаме, да се сликаме. Многу е важно и како вежбаме. Затоа ги советувам на сите луѓе да пробаат да поработат со тренер барем месец-два, да им се разјаснат многу работи, кои што понатаму ќе им служат во целиот тој процес на вежбање и пазење на своето здравје. И кога сме кај ова, исто така, се повеќе е популарно или да речеме веќе и секојдневие е станато да се користат разноразни суплементи. Да. Од, не знам, типот на витамини, минерали кои што ги внесуваме најчесто на своја рака, до суплементи како што се протеин, креатин или што и да е. Како да знаеме што од ова треба навистина да конзумираме? Добро. На кој начин и дали е навистина неопходно? Вака, суплементите се буквално додатоци се во исхрана, како што пишува. Имаат примена, може да се применат кај повеќето луѓе, но се е буквално џабе ако не ги правиме основните работи како што треба. Значи, ако не вежбаме, не јадеме како што треба, не спиеме, суплементите нема да ни помогнат. Тие помагаат да постигнеме некои дефицити на минерали, витамини, протеини, кои што не можеме да ги внесеме доволно со храна ако сме доста активни. И само тие ни помагаат потребното дневно ниво да го постигнеме. Не се воопште магични како што мислат повеќето луѓе. И повеќето суплементи, скоро сите се, да не речам, фрлање на пари. Суплементи кои што се добри, кои ги препорачувам кај повеќето луѓе се креатин, протеин, витамини, минерали. Ако имаме некој дефицит, магнезиумот е во дефицит кај повеќето луѓе, магнезиумот ќе да се внесува, електролити, ако нормално вежбаме многу кардио, многу се потиме, тие се исто многу важни. Значи тоа, да ни помогнат да го внесеме дневното препорачано ниво на секој нутриент. Не се никаква магија, буквално тоа е тоа. Би сакала еден краток рецепт за тоа како треба секој од нас да го почне својот ден и зошто го прашувам ова, бидејќи лично јас нема да навлегувам да правам генерална слика за сите, но мислам дека повеќето од нас го почнуваме денот со кафе. Добро. Колку е ова паметно, колку е ова окей и колку може да ни создаде проблем евентуално. Па вака, кафето само од себе не е никаков проблем. Дури е здраво ако го внесеме во нормални количини, 2-3 кафења во денот. Треба да се ограничиме да не го внесуваме 10 на часа пред спиење. И сега прво нешто са бајле ако е кафе, не е идеално. Според мене најубаво е прво да станеме нормално, да се напиеме вода, да јадеме доручек, па потоа да се напиеме кафе. Но не е крај на светот ако го почнуваме денот со кафе. Но не е убаво сега нагладно да пиеме кафе и доручек да јадеме после 2-3 часа. Кога затоа те прашав за краток рецепт. Еден, да речеме, основен начин на како тоа да го почнеме денот, после колку часа да доручкуваме, кога е најпаметно време за доручек и дали е она навистина важи правилото кое што сме го слушале нели од секогаш дека до 19 часот што и да внесуваш како храна треба да го внесуваш. Мојот начин на живот е многу различен, тргнувам од себе си, па затоа и никогаш не сум ја разбрала поентата на тоа до 19 часот. Телото знае дека 19 часот има некоја врска сето тоа или треба да биде колку часа пред легнување? Вака. Според мене најубаво е да јадеме доручек одма после станување, некои си 15-20 минути кога ќе се расониме. Тоа е проблем кај многу луѓе. Повеќето ми кажуваат не можам да се пале да јадам, немам апетит. И сега кога ќе го одложиме доручекот, потоа телото лачи повеќе хормон за глад преку текот на денот и навечер најчесто не стига тоа и јадеме кога да не сме виделе храна. Затоа ги советувам луѓето постепено да пробуваат да јадат од сабајле, мали доручеци, додека добијат апетит, после доручекот да биде
најважниот оброк во денот, да внесат доволно протеини, да внесат доволно растителни влакна во доручекот, кој ќе ги држи 4-5 часа, па потоа да се напијат кафе. А сега тоа дека не треба да јадеме после 19 часот, дека ќе се здебелиме ако јадеме навечер, нема врска. Не е убаво да се јаде навечер, чисто поради факт дека ако заспиеме со полн стомак, телото ќе продолжи да вари храната и квалитетот на сонот нема да биде добар и ќе се разбудиме ненаспани. Но од аспект на слабење или качување на телесна маса нема никаква врска кога јадеме, туку само колку јадеме. Можеме буквално вечер у 11 да се најадеме, ако во денот сме пак во калориски дефицит, ние пак ќе се ослабеме. И обратно. И околу внесот на вода во текот на еден ден? Внесот на вода треба да биде исто балансиран. Не е убаво сега неколку часа да не пиеме, тонашка да испиеме некс пола литра вода. Исто треба голтка по голтка. Исто не е убаво навечер да пиеме многу вода, бидејќи може да се разбудиме во сред сон со потреба за мокрење и така да си го нарушиме сонот. Квалитетот на сонот зависи од тие работи, е многу важен. Ако денеска сум станат ненаспан, ќе испијам 10 кафиња денеска и тие кафиња ќе ми влијат на следниот сон и така до бесконечно едно на друго. Едно на друго, точно. 2 литра вода е минимум или доволна количина ја за... викам на луѓе да пиете само кога сте жедни, не дозволувајте да бидете жедни. Не треба сега секој да се стави 2 литра вода да се ограничува ова морам да испијам, туку да не заборават да пијат вода. Не мора тоа да биде во вид на вода, може да биде чај, може да биде некој сок без калории, може да биде овоше зелен човек во сето да содржи вода, има многу извори на течна храна, пример некој смути да речеме од 700-800 милилитри, поголеме дел од тоа е вода, не мора да биде чиста вода, но да внесуваат течности, да не дозволат да бидат луѓето жедни. Така. И само кратко би сакала околу се тоа што и на почетокот го споменав, дали е маркетинг или е навистина реално, дали треба слепо да веруваме само на етикета и на она што ќе го видиме нели на продуктот дека има 0 шеќери, дека нема додатни шеќери, дека што тоа всушност значи? Дека на вистина нема шеќери, бидејќи некој кога купува треба да знае, нели? Не се сите доволно едуцирани, дали на вистина има 0 шеќери или само нема додадено шеќери? Или дали е растително, дали е... Да, најчесто значи дека нема додадени шеќери, но еве, основно нешто, секој продукт мора да пишува колку има нутритивна вредност, значи колку калории на 100 грама од производот, колку протеини, колку јаглихидрати, колку масти. Тоа го пишува буквално на сите производи. На задната страна. Се што е на предната страна е маркетинг. Да. Значи може да напишат, не знам, веганско, без глутен, да нема ГМО, природно, такви неки маркетиншки зборови, но тоа ништо, од тоа не е важно. Се што е важно пишува на задната страна. И сега, кога купуваме некој производ, генерално храната пак има добри тестирања и горе-доле како што пишува, така треба да биде. И за тоа сега треба да се купуваат пак некои проверени производи, но ке суплементите за жал не е така, тие не се надлежни на такви тестирања и се случува често да има буквално да го нема во суплементот тоа што пишува дека го има, тоа се случува ќе многу такви некои непопуларни, непроверени брендови. Бидејќи целиот разговор напоменуваме колку е важен внесот на калории, шеќери и така натаму, да се одржува некој баланс. Како е секој од нас да знае колку навистина калории треба да внесува во текот на денот, според тоа нели колку е висок, колку тежи и така натаму. Значи која е шемата по која што треба да се води на дневен Да, вес? постојат калкулатори за тоа, каде што нормално сите сме различна висина, различна возраст, различна килажа, различен пол. Си има калкулатори кои што буквално луѓето можат многу лесно да ги да имаат пристап до нив, само на Google пишете калкулатор за дневен вес на калории, но тоа воопште не е прецизно, бидејќи не
не постои начин каде што ние точно ќе дефинираме колку трошиме. Тоа е сакав да прашам. Како секој точно ден. да знаеме дека ги внесуваме тој број на... Вака, со, да речеме, било кој калкулатор, ќе ни каже, да речеме, дека денеска метаболизмот ми троши 1500 калории, пример. И сега, тоа е, ако 24 часа лежиме во кревет, ако ништо не правиме, ќе потроши кај некој, еве, 1500 калории. И сега тука играат и други фактори од типот на вежбање, активности кои не се вежбање, пример вака како што седиме, работиме, чепкаме нешто, правиме јадење, се тоа си го изголемува потрошењето на калории и сега правиме најдобра проценка. Да речеме, вас би кажал калкулаторот дека трошите 1800 калории во текот на денот. И сега вие сакате да речеме ослабнете пола килограм неделно, тоа се 500 калории дефицит. Значи, јадеме 1300 калории. Се мериме секој ден 2 недели. Ако вие за тие 2 недели ослабнете килограм, значи дека сме ја погодиле. Проценката, ако не е како што треба, значи нешто смутнале и според тоа. Значи мора да има тест период каде што проценката колку трошиме со тоа колку внесуваме треба да се совпадне математиката. Тоа е тоа. Не можеме да одредиме точно до калорија. Не постои такво нешто. Бидејќи си фитнес тренер кој што соработува и со специфични групи на луѓе, индивидуални тренинзи и така натаму, ако за крај те прашам која би била твојата порака до сите кои што ќе следат овој подкаст, а тука земеме во предвид дека е важно од една страна секој да има некаква физичка активност во текот на денот, но и на кој начин, која би била твојата порака? Јас би ги советувал луѓето да пробаат да вежбаат тежински тренинзи 2 до 3 пати неделно, доволно е по пола час и да вметат 2 до 3 кардио тренинзи, што може да биде било што, брзо пешачење, трчање, возење велосипед, планинарење, пливање, да комбинираат, еве да речем 3 до 5 такви активности во текот на денот, каде што ќе комбинираат тежински тренинзи со кардио тренинзи, да си имаат одлично здравје и да пробаат да го вметнат тоа во целата нивна дневна шема без да им да им биде комачење, обврска некоја што некоја да ја прават, да. Туку мора секој да најде начин како највеќе да му одговара, се тоа да биде течно, да се случува секој ден кој што ни е навика да станеме са бајле, да измиеме заби и да се направиме доручек, да не биде навика и вежбањето. Се на многу луѓе тоа им звучи нереално, ама ако сака некој човек да биде здрав, да има убав квалитет на живот, мора да најде начин, бидејќи не е битно колку ќе живееме, туку е битно како ќе живееме. Колку повеќе се вложуваме кон себе, кон своето здравје, толку помалку ќе имаме болести, толку помалку ќе идеме на доктор, толку поубаво ќе се осеќаме како што старееме, толку помлади ќе бидеме и однатре и однадвор. Вежбањето е најдобар анти-ејдж што постои, не постојат никакви препарати, ни третмани, ни ништо како што е вежбањето. Така. Да не се налутат, секако дека и ти имаат можеби некој ефект, окей, но сепак е најважен балансот, физичката активност и исхраната. Кирил, ти благодарам за ова гостување, мислам дека убаво детално им објаснивме на што всушност треба да внимавате. Во текот на разговорот ти спомена дека секој доколку има можност би требало барем 1 месец да повежба со тренер, за да знае до каде е на патот и што му треба и како да препознае на кој начин треба да вежба и да се храни. Да, значи во свет на многу информации, каде што луѓето се осеќаат многу збунето, тоа ги советувам, поработете со тренер месец-два, видете вас што највеќе ви одговара и после продолжете се тоа доживотно да се го применувате. Кирил, ти благодарам за ова гостување. Ви благодарам и вам што не следевте, што го следевте овој разговор, се надевам дека ќе ви помогне. Пријатно.